Речи си 26.000 евра месечно или 307.000 годишно граѓаните плаќаат за надворешните советници на премиерот Зоран Заев. Платите се движат од 1500 евра највисоката, но има и такви кои делат без пари. Советувањето на Заев најскапо го наплатува советникот за економски прашања за соработка со земјите од регионот Зоран Башановиќ. За негово минатото многу е пишувано во српските медиуми. Србинот во својата земја е познат како естраден менаџер, а естрадните звезди го опишуваат како манипулатор и измамник. Тој кусо време бил и член на главниот одбор на Српската напредна партија, но таму бил избркан поради финансиски малверзации. Во фокусот на медиумите тој посебно беше во 2012 година, кога заедно со сопругата Бојана во Мајами биле уапсени за кражба на долна облека и постелнина во износ од $5000 од трговски центар. На списокот советници на Зоран Заев има и други лица познати по медиумите. Еден од нив е Александар Ружин, кого во јавноста повеќе го познаваат по вестите од естрадата. Советникот за Бенелукс пред неколку години беше во центарот на вниманието, кога се проба како јутјубер. Со својата тогашна девојка споделуваа лајфстайл видеа за љубовта, среќата и успехот. Еве сега ние тука се возиме низ Холандија на Дорврне и сакаме нешто да ви изјавиме една јавна потврда околу нашата љубов. И оставам пријателката до мене, од мојата десна страна, она да ви каже нешто на тој план. Младиот Ружин својата популарност пред неколку години најмногу ја стекна кога беше во врска со хрватската поп звезда Антонија Шола и нивната љубовно заканувачка драма. На неговите профили на социјалните мрежи често споделува фотографии од скапи автомобили и патувања, но и од луксузни вечерни излегувања. Политичкиот ангажман Ружин го започна во 2015 година, каде тој е забележан на антивладините протести, а во јавноста се споделуваат и фотографии каде Алекс е во друштво со Заеви. Меѓу советниците на премиерот е и Љубиша Станковиќ, долгогодишен новинар, кој во моментов покрај советничкиот надоместок од 30.000 денари добива плата и од телевизија 24. Според неговите објави на социјалните мрежи, тој е критичар на поранешната власт, а често знае и да испорача низа навреди кон симпатизери, членови и функционери на ВМРО ДПМН. И новинарот Ѓорги Калајџиев од струмичката телевизија Канал Вис е еден од советниците на Заев. Тој е и водител на фолк фестивалот во Ландово. За својот ангажман како советник добива 10.000 денари повеќе од Станковиќ. Еден од советниците на Заев е и Филип Андов, познат како Сокол, за кого опозицијата обвини дека постојат кривични пријави за насилство кои стојат во фиока. Тој е добар пријател со градоначалникот на Кисела вода Филип Темелковски и директорот на Золошка Ѓорги Галетановски. Сокол за својот ангажман добива по 30.000 денари месечно. 10.000 повеќе од него добива Мирослав Грчев, кој во последниот период во јавноста беше актуелен околу вработувањето на неговиот син Димитар во Елем. Тој во минатото беше познат како голем критичар на власта, предводен од ВМРО ДПМН. Не верувам дека е оваа влада способна за тоа, односно не се работи само за влада, се работи сега за цело општество, пошто владата обезбеди партизација, а со тоа и заглупување, кретенизација на сите институции кои што треба таа грижа да ја грижат. За иста плата од 40.000 денари совети на Заев му делат и поранешниот пратеник Драгиша Милетиќ, писателот Венко Андоновски, аналитичарот Мерсел Билали, како и довчерашниот организацијски секретар на СДСМ Миле Зечевиќ. Меѓу советниците на Заев е поранешниот министер за економија и вице-премиер Фатмир Бесими. Тој за својата помош во областа на економијата добива 50.000 денари секој месец. Покрај Башановиќ, уште 5 од советниците на Заев добиваат 1000 или повеќе евра месечно. Од државната каса 1300 евра месечно се слеваат во джебот на Алиса Дограмаџиева Живановиќ. По 1200 добиваат Владимир Цветковиќ, Љубомир Шубара и Александар Обрадовиќ, додека Владо Димовски добива 1000 евра месечно. 5 од надврешните советници на премиерот пак работат без никаков паричен надоместок.